Државата ќе го поевтинува земјоделското производство. Од догодина производителите ќе добиваат картици за нафта, кои трошоците за обработка треба значително да ги намалат. Се работи за така наречената мерка зелена нафта, за која веќе е донесено законско решение и е утврдена методологијата по која парите ќе се доделуваат. До нова година треба да финализира целата постапка. Она што како постапка го водиме до крајот на годината ќе биде целосно заокружена и како што ветивме 2019 година, годината во која што за прв пат ќе биде воведена, ќе биде тестирана, ќе видиме кои се аномалиите, односно кои се слабостите во функционирањето на системот. Она што е сигурно во буџетот за 2019 година се предвидени средства со кои што ќе покриеме 30% од поддршката за зелена нафта. Во моментов течат разговорите на Министерството за земјоделство со банките, за да се завршат сите работи пред официјалниот старт на мерката. Заради тоа што станува збор за 55.000 нови баратели, односно нови земјоделци кои што ќе бидат комитенти на банките преку кои што ќе ја реализираме оваа мерка, заради тоа што во законот војдовме при воведувањето на самата мерка е наведено дека земјоделците, односно сите корисници, ќе добијат зелени платежни картици преку кои што ќе ги имат средствата на располагање, кои што средства ќе ги користат единствено за набавка на нафта за земјоделската механизација. Уште од самата најава мерката привлече големо внимание кај земјоделците од регионот, кои последниве неколку години постојано чекаат на државна помош. Ке се олесни така скапото производство на оризот, ова помош ќе биде добродојдена за оризопроизводителите. Да се спрема една нива, кошта негде на околу 6.000 денари, тоа зборам поидовно од обработката до завршно созбирање на земјоделските производи. Надежта на земјоделците за што побрзо почнување на мерката е очекувана, имајќи во предвид дека цената на горивата поради зголемената акциза за краток период е покачена, што паралелно удира по џебот на земјоделците и значи поскапо производство. Кои производители на истокот по колку зелена нафта ќе добијат, ќе зависи од методологијата која ресорното министерство ќе ја објави наскоро.